Денеска бевме сведоци на повторен неуспешен одит на анкетната комисија да започне со сослушување на сведоците онака како што беше соопштено од моја страна како председател и како што беа повикани овие сведоци на сослушување. Представниците на ВМРО ДПМНЕ, како што можете да видите, и покрај тоа што беше најавена таква седница, одлучија седницата, денешната седница да го сменат дневниот ред, без оглед на тоа што таа седница веќе е предвидена во планот за работа на комисијата на 16-ти. Очигледен е фактот, очигледен е стравот дека некој не може да се соочи со анкетната комисија во смисол на содржината на прислушкуваните разговори. Денеска требаше да бидат присутни тука господинот Противир и господинот Ставревски, да можеме да разговараме и за она што целата јавност го слушна, тоа е за пробањето луѓе во ендеци, за местењето избори во Охрид, например, кога беше господинот прашање. Шоколадите на господинот Ставревски или пак за стан купен на определено суштество и определени други низи на факти кои што беа предочени пред целокупната јавност. Анкетната комисија не може да биде и нема да биде партиска испостава на ВМРО ДПМНЕ. Ќе работиме согласно деловникот, согласно тој деловник и онака како што беше свикано. Утре очекуваме да се одржи седница или ќе најавиме обид, ќе направиме да се одржи седница за сослушување на Сашо Мијалков и во понеделник на Гордана Јанкуловска. Согласно деловникот ќе го проследиме барањето на ВМРО ДПМНЕ да биде сослушан Никола Груевски во понеделник. Анкетната комисија ќе заседава секогаш јавно, секогаш транспарентно, секогаш во присуство на јавноста и ќе бидете вие сведоци на тоа како ќе се одвиваат понатамошните действија. Мене ми е жал што со ВМРО ДПМНЕ не може да биде постигнат никаков договор. Очигледно и оној минимум кој што требаше да биде постигнат заради кој што влеговме во овој циклус не можевме да го постигнеме и сега едноставно нив ни е изборот да наместо анкетната комисија се занимава со она што е примарна должност, да ги утврди фактите и околностите заради кои што е доведено до скандалот со прислушкувањето, да утврди политичката одговорност и содржината на објавените разговори, да ги даде препораките. Ние се занимаваме со процедурални надмудрувања овдека на комисијата, се со цел очигледно за да не може јавноста да посведочи оние луѓе кои што до вчера беа неприкосновени владетели на Македонија како покорно ќе мораат да даваат одговори на ненарачани прашања. Дали очекувате да се појави утре Сашо Мијалков со оглед на тоа што нигде не функционира? Имајќи во предвид како е досегашното поведение, јас не очекувам дека било кој ќе се појави, евентуално мислам дека веќе е преголем срамот за Никола Груевски на оној термин кој што тој го побара да не се појави. Напоменувам тука дека ВМРО ДПМНЕ во барањето бара затворена седница, тоа нешто ќе го разгледаме на самата седница и ќе донесеме соодветна одлука. Зашто денеска не продолживте по изгласаниот дневен ред? Изгласаниот дневен ред беше за седница која што веќе пред започнувањето јас ја најавив како председател на комисијата во планот за работа на комисијата дека ќе биде одржана на 16-ти овој месец и очигледно за да него јадат вчерашниот срам за непојавувањето, се обидуваат да го сменат текот на денешната седница со воведување прашање на дневен ред за седница која што веќе мислам толку јавно и транспарентно пред почетокот ја најавив, што беше безпредметно. 16 сослушувањето. Не, 16 беше денеска беше денот за сослушување на Мартин Противир и Сашо Мијалков, меѓутоа некој одбра да го смени дневниот ред, а тие одбра да не се Мартин Противир и Зоран Ставревски, меѓутоа некој одбра да го смени дневниот ред со цел да тие не се појават пред анкетната комисија. Господине Шилегов, како сте задоволни од тоа што се случува во комисијата како поведение на противниците? Од аспект на тоа дека анкетната комисија треба да утврди политичка одговорност на носители на државна функција, не сум задоволен, бидејќи очигледна е обструкцијата во работата од страна на пратничката група на ВМРО ДПМНЕ. А дали постапивте се спротивно на одлуката на комисијата, затоа што комисијата изгласа еден дневен ред, што вие не го испочитувате? Не го испочитува дневниот ред, со тоа што одложив седницата на датумот на кој што оваа седница беше предвидена како таква активност да биде преземена. Затоа што не побара пред да ја затворам седницата.